Се присетувам на редица нарации, приказни, историски собитија, кои речиси редовно започнуваат со семејниот портрет на бројното семејство. Тука се секако родителите, кои се во нивниот полн сјај. Тука се редовно ќерките, кои се цветот и убавината на семејниот портрет. И тука е редовно најстариот или единствениот син, кој е тука некаде во центарот на портретот, со суптилна порака дека токму тој е еднината на семејството. Оној што редовно го нема на портретот е семејната тајна. Градото Пајче, кој во секојдневието е тука поттурнувано од сите како непријатен товар. Помалиот, непожелен брат, кој никако не смее да биде покажан на совршениот семеен портрет. Ова уште повеќе добива важност ако станува збор за семеен портрет на кралско семејство. Секако, монархијата мора да блеска во својот сјај и совршенство, макар и со сокривање на грдиот принц. Пишувајќи го ова, дури и на мене ми дојде како слика пред очи портретот на Романови, Николај II, царицата Александра, принцезите Анастасија, Марија, Олга и Татјана, и на крај малиот Алексеј. Сепак Романови имаа само едно машко дете, кое заедно со остатокот на семејството го сподели трагичниот крај, додека нашата приказна е од дамнина. Крајот на нашава приказна повторно не води во Египет, древниот Кем, во 14. век пред нашата ера, во периодот наречен Ново кралство. Овој период историјата го памети како период на просперитет, развој, изобилие и меѓународна доминација на Египет. Како владетел во овој период го наоѓаме Аменхотеп III. Ова време е отприлика 1 век пред појавата на Мојсей на историската сцена, 14 векови пред Исус, 18 векови пред Константин Велики и 20 векови пред пророкот Мухамед. Древниот Египет, со сета своја специфичност, уникатност и мистериозност, е цивилизација која како да била замислена да трае вечно. Таа вечност се огледува во се она што денес го наоѓаме како артефакти, како во Египет, така и во музеите ширум Европа и светот. Уметничкиот израз со кој се представени боговите, фараоните, луѓето, сцените од секојдневниот живот, религиозните представи, формата на египетското писмо, облеката и орнаментите. Едноставно се она што го пронаоѓаме како визуелна представа, опстојувало низ милениумите египетска историја, непроменето. Иако можеби фараоните од Старото кралство на генерациите од Новото кралство им изгледале толку далечни, што биле сметани за митски фигури, сепак визуелните представи, стилот и традицијата ги обединуваат едните со другите. Можеби во одредени периоди или делови на кралството, одредени божества добивале или губеле важност во низата векови. Но пантеонот секогаш останувал ист. Две божества од овој пантеон имале своји најразвиени култови. Богот Амун или Амон и Озирис. Подоцна, особено во периодот на Новото кралство, настанува спојување на фигурите на богот Амун со таа на богот Ра, во една единствена представа како Амон-Ра. Самите центри на култ на овие божества, односно нивните храмови, биле места на сконцентрирана моќ и влијание. Пред се, заради огромните прилози што доаѓале од населението и пред се од естаблишментот и од самиот фараон. Со таква моќ на располагање, свештенството во овие храмови имало свое влијание во владењето на Египет. За да си ја представиме големината на моќта на египетското свештенство, не е претерано ако ја споредиме со моќта што има Ватикан денес, а не е занемарлива моќта и на другите христијански цркви.
пример Руската православна црква. Имињата што фараоните ги земале при станувањето фараон, секогаш биле во функција на покажувањето на владетелот како инкарниран бог. Така во случајот на Аменхотеп, значењето на името Амун е задоволен. Ова значење укажува и на централната и доминантна улога што ја имал култот на Амун во Новото кралство, пред се во неговиот религиозен и политички центар Теба. Фараоните живееле во полигамија, но секогаш една сопруга била големата кралска сопруга, онаа од која се пренесувала кралската лоза, односно се раѓале принцовите на Египет. Во случајот на Аменхотеп III, таа сопруга била Ти, од која имал 4 ќерки: Ситамун, Хенутанеп, Исет и Небата, и 2 сина, престолонаследникот Тутмос и помалиот Аменхотеп, именуван така во чест на неговиот татко, фараонот Аменхотеп III. За Аменхотеп III се знае многу, и тој е фараонот од кој се зачувани најголем број на статуи до ден денешен. Тој и Рамзес II се можеби фараоните под чие владење Египет вистински го живеел своето златно доба. Токму на статуите на Аменхотеп и на останатите представи на кралското семејство, покрај фараонот ги наоѓаме сите 4 ќерки, го наоѓаме престолонаследникот Тутмос, но на ниедна представа, на ниеден релјеф, слика или статуа не е представен помладиот принц Аменхотеп. Состојба толку чудна, што и тогаш, а и ние сега се прашуваме што е толку неприфатливо или бизарно со овој принц, што дури и боговите на древниот Египет го одбивале. Идеализираниот семеен портрет ја губи својата сила по прераната смрт на принцот и престолонаследник Тутмос, настан што предизвикува неизвестност во наследувањето на фараонскиот трон. Секако дека Аменхотеп имал и други синови од нижите сопруги, но сепак силното влијание на кралицата Ти придонесува да токму нејзиниот помлад син го наследи Аменхотеп III по неговата смрт. Тој го наследува татко си под името Аменхотеп IV и во првите неколку години од неговото владење со Египет се чинело дека милениумската традиција на Египет ќе остане непроменета во вечните времиња. Тука доаѓаме до големото но, без која ова раскажување би било само досадна историска нарација. Но, младиот фараон, за кој самите автори на мејнстрим телевизијата Discovery го користат изразот дека изгледал и се однесувал како суштество дојдено од друга планета. Токму тој фараон одлучува дека боговите кои Египет ги обожувал од древноста се мртви богови и дека постои само еден единствен бог – Атон, сончевиот диск, а самиот фараон е негово земно оличување. За разлика од различните богови од минатото, кои биле представувани како антропоморфни фигури со глави на одредени животни, со многу дефинирани и конкретни карактеристики, Атон за прв пат представувал абстракција. Сончев диск, чијешто светлина и благослов оделе единствено кон фараонот, додека фараонот, како земен представник на Атон, ја рефлектира таа светлина и благослов кон народот. Со самото ова, фараонот си има прогласено за единствен преосвещеник на Атон, оставајќи го без работа бројното свештенство на старите богови. Очигледно дека старата престолнина Теба била територија на старите богови. И наместо да ја преобразува Теба, фараонот одлучува да направи радикални промени во се, за да може новиот бог и новата религија да просперираат. Следејќи ја визијата на хиероглифот за хоризонт, односно сонце што изгрева меѓу две планини, на место што и физички се поклопувало со дадениот хиероглиф, длабоко во пустината, на 100 километри јужно од Теба, ја започнува изградбата на Амарна, неговата нова престолнина.
Се чини дека под влијанието на овој фараон се било ново. Нова престолнина, нова религија во која има само еден апстрактен бог, а се чинело дека и самиот фараон е нов, зашто во Амарна и под благословот на Атон, Аменхотеп IV умира преку символичното раѓање на Акенатон. Кој е Акенатон? Ако сакаме да го опишеме со јазикот на стерилните и издодевни историчари, ќе кажеме дека тој е сопругот на убавата Нефертити и татко на Тутанкамон. Но во тој случај, ова видео ќе биде непотребно. Затоа првин да го погледнеме во лице Акенатон и да видиме што забележуваме. Гледаме млад маж со издолжени црти на лицето, нагласени усни и монголски тип на очи. И ако претерувањето во ликовните представи на лицето на фараонот можеме да ги оправдаме со уметничката слобода која одела рака под рага со неговата религиозна револуција, па дури и со Марфан синдромот, како да ги оправдаме представите каде овој фараон е представен како андрогино суштество со гради и колкови како жена и издолжен череп несвојствен за ниедно човечко суштество. Или сепак треба посериозно да се навратиме на реченицата со која Discovery Channel го опишуваше овој фараон, односно суштество дојдено од друга планета. Сепак се чини дека Акенатон бил многу пред своето време, или пак бил на погрешна планета во погрешно време. Овој фараон по смртта на неговата кралска невеста Нефертити, ненадејно, иако во неговите 30 години, умира. Египет, како да чекал фараонот да умре, за да се врати на старите обожувања, старите богови и традиции. И не само тоа. Револуцијата на фараонот била толку неприфатлива и скандалозна, што напуштањето не било доволно. Сите статуи, надписи и спомени за него и неговиот бог морале да бидат систематски уништувани. Дури неговиот син Тутанкамон, кој што го наследува на тронот, морал да се повини на традицијата, зашто говори и неговото име Тут Анк Амон, што во некои преводи се преведува како жива слика на Амон, на стариот врховен бог на Египет, Амон. Сепак семето на новата религија било посејано. Во истиот тој Египет, од прилика 100 години подоцна, се уште во новото кралство, еден друг чуден и неприфатлив принц ќе направи нешто што многу потсетува на Акенатон. Ќе одбере свој народ во име на еден таен, апстрактен и единствен бог, и тој народ ќе го изведе кон нова ветена земја, која нема врска со земјата на старите богови. Не е невозможно да овој египетски принц, кој што сите ние го знаеме под името Мојсей, на некој начин бил запознаен со ликот и делото на еретичкиот фараон Акенатон. Тука доаѓаме до моето истражување на темава. Уште кога го направив првиот дел за монотеизам, знаев дека последниот дел ќе биде за радикалната идеја на Акенатон. Но она што дојде со самото истражување е еден образец кој го гледаме кај Акенатон. Образец кој се повторува кај сите подоцнежни пророци на монотеистичката идеја. Во што се состои тој образец? Како што рековме, Акенатон бил комплициран и неприфатен принц. Еден вид на грдо пајче. На ист начин како и Мојсей кој бил формално принц, но сепак бил само посвоен во кралското семејство. На ист начин на кој Исус бил принц и несуден крал на евреите, ако се земе неговиот родослов од почетокот на Евангелието според Матеј, а сепак морал да живее живот на син на столар. На ист начин како Константин, кој немал право да го наследи татко си, а сепак бил избран од сопствените генерали за император со акламација, а подоцна и преку граѓанска војна станува единствен император. На сличен начин на кој Мухамед од Сирак се издигнува до принц и владетел. Втората заедничка работа што ја забележуваме е силната женска фигура. Тоа е мајката Ти во случајот на Акенатон, благодарение на која тој станува фараон. Тоа е принцезата што го пронаоѓа Мојсей во кошница на Нил. Тоа се редицата жени во случајот на Исус, мајка му, Марија Магдалена
и сите оние жени кои финансиски го поддржувале, за што говори глава 8 стихови 2 и 3 од Евангелието по Лука. Константин и ден денешен како светец се слави заедно со неговата мајка Елена и конечно Мухамед со неговата сопруга Кадија, која се смета и воедно за првиот следбеник на исламот. Последното што е обединувачко за сиви ови ликови најдобро се огледува во зборовите на Исус од Евангелието по Лука, глава 4 стих 24. Вистина ви велам, ниеден пророк не е мил во својата земја. Затоа Акенатон бега длабоко во пустината, градејќи ја Амарна, каде ниеден бог освен неговиот Атон не е прифатен. Затоа Мојсей го изведува избраниот народ кон ветената земја. Затоа Исус од Назарет оди во Ерусалим. Затоа Константин го напушта Рим и го гради својот нов христијански Константинопол. Така и Мухамед од Мека заминува во Медина. Премногу случајности за да бидат случајни, а последиците ги имаме овде присутни и ден денешен. Дали нашиот религиозен светоглед беше зачнат пред 3400 години? Очигледно да. На крај, ако се навратиме на заклучоците од првиот дел на овој серијал, на мене ми се чини дека појавата на Акенатон е последица, а не причина, како што првично може да изгледа. Сите фараони се сметале за своевиден бог, а истовремено и тие обожувале мноштво други пред се скриени богови, кои имале своји храмови и специфични култови. Мноштвото на богови со специфични карактеристики и поделеност во областите со кои владеат е очигледен доказ за нивната конкретна природа. Нивното владење преку фараоните е исто така доказ, посебно со нивното дозволување да самите фараони си ласкаат дека се еднакви на нив. Уметничкиот израз преку кој биле представувани и едните и другите очигледно бил идеалистички и претеран, иако фараоните секогаш биле идеализирани луѓе, додека боговите попримале одредени хибридни форми. Во случајот на еретичкиот фараон Акенатон, се чини дека и тој и неговиот моќен бог биле свесни дека за вистинската моќ и власт е потребно детронизирање на мноштвото и конкретното и устоличување на абстрактното и единото. Абстракција на бог кој во себе содржи се, а фараонот е негов син, негов земски апостол. Не би било претерано да се каже дека кој да бил тој небесен татко на Акенатон, кој се криел зад абстракцијата на сончевиот диск, не можел, а и не сакал да ја сокрие својата генетски различна природа. Па така постои можност да Акенатон е син на кралицата Ти, но не и на фараонот Аменхотеп III. Нешто што и тогаш и понатаму ќе се појавува низ историјата, каде таа сина крв на земските владетели ќе полага право на тоа од Бога дадено право да владее. Оваа посебна генетика во сликовните представи на Акенатон е очигледна. И ако дозволиме издолженото лице и екстремитети да ги оправдаме со Марфан синдромот, синдром од кој се вели дека страдал и Линколн, никако не се објаснуваат андрогините карактеристики на фараонот, како гради и широки колкови специфични за широка женска карлица. И на крај, најнеобјаснив и најнеприфатлив детај од изгледот на овој фараон и на неговото семејство се издолжените черепи, кои мене лично тешко ми наоѓаат оправдување во слободниот уметнички израз или ликовна символика, туку едноставно чудна и неовоземна генетика. Генетика добиена од својот, како што рековме, небесен татко. Монотеизмот секако го носи личниот подпис на овој еретички фараон за тоа време. Моќна идеја пред се за соединување на дисперзираната моќ, како духовна, така и финансиско-политичка, во една моќна, централна идеја за еден бог на небото и еден владетел на земјата. Подоцна, особено како што реков во ликовите и делата на Мојсей, Исус, Константин и Мухамед, гледаме само варијации на тема. Јас сум Татончо, драги пријатели. Секој е добро.